Ако преговорите не успеат, од понеделник е време за протести и блокади. Камионските транспортери од цел Балкан заедно ги селат своите камиони на 7-дневен протест на граничните терминали. Превозниците од Македонија, Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина во понеделник точно во 12 часот напладне ќе го започнат протестот со блокада на влезовите и излезите кон европските земји со кои граничат, незадоволни од воведувањето на ЕЕС системот, кој им го ограничува правото на престој на 90 дена на европско тло. Проблемите според превозниците од Босна веќе започна. Нивни 100 транспортери со полиција се гонети, ловени и депортирани во Босна, бидејќи го надминале лимитот од 90 дена. До sada evidentirali smo 100 deportacija, da kažemo progona naših vozača sa teritorije Evropske unije. Znači, vozači bukvalno budu privedeni, hapšeni, tretirani kao migranti, kao azilanti и депортују ih назад до матичну земју. Според камионџиите, загрозени се економиите на Балканот, кои зависат од транспортот на стоки кон и од Европската Унија, и загубите почнуваат да се бројат во милиони евра за сите, не само за транспортерите. Дека европските бирократи не сакат да ги слушнат барањата на транспортерите, според нив говори фактот што за сите други транспортни дејности има решение, само камионџиите се третираат како да се мигранти или азиланти. Решение е едноставно. Изузеće vozača u međunarodnom prevozu po uzoru na izuzeće kabinskog osoblja, avioprevoza, brodarskog prevoza i željezničkog prevoza. Znači, samo je drumski prevoz, samo smo mi transporteri, prevoznici u određenoj diskriminaciji po ovom pravilu, dok su ostali svi izuzeti. И македонските транспортери како дел од оваа балканска иницијатива за решавање на огромниот проблем се приклучуваат на протестот. Во Македонија ќе се затворат за товарен сообраќај граничните премини: Девебајр, Делчево, Ново село, Дојран, Богородица, Меджитлија, Ќафасан, Блато и Блаце, а Табановце, Прешево ќе биде затворен од српска страна од протестот на српските транспортери.